На неговиот 64-ти роден ден, поранешниот потпредседател Майк Пенс за прв пат директно го нападна главниот учесник во трката, поранешниот председател Доналд Трамп, во чија сенка тој стоеше 4 години. Верувам дека секој што се поставува над уставот не треба никогаш да биде председател на САД. И секој што барал од друг да се постави над уставот не треба никогаш повеќе да биде председател на САД. Кога демонстрантите, поддржувачи на Трамп, упаднаа во Капитолот на 6 јануари 2021 година, имаше извици: "Обесете го Майк Пенс", бидејќи тогашниот потпредседател одбивал да постапи по барањето на председателот формално да го пренасочи процесот кој водел кон прогласување на Џо Бајден за победник на изборите во 2020-та. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. Пенс се држи за традиционалните ставови на републиканците во однос на економијата и надворешно-политичките прашања. Тој е бел евангелистички христијанин, какви што се и главнината во неговата партија. Пенс има намера да се представи како најконзервативен од сите партиски кандидати по социјалните прашања, како што е абортусот. Откако водеш најконзервативна администрација во американската историја, Доналд Трамп и другите во трката се оддалечува од каузата за неродените. Како што вели професорот за политички науки на Џорџ Мејсон универзитетот, со неговите квалификации, зошто тогаш Пенс покажува поддршка во анкетите за јавно мислење во едноцифрени бројки меѓу републиканците. И многу е поназад од најблискиот кандидат до Трамп, гувернерот на Флорида Рон Де Сантис. Служењето на функцијата потпредседател го направи понезначаен во споредба со сите други потпредседатели. Председателот Доналд Трамп бараше екстремна лојалност до точка на сервилност. Трамп ја трансформираше партијата. Гледате луѓе кои сакаат да го заменат Трамп, како Рон Де Сантис, одат во популизам и во војна на културите. Што тој ќе може да направи, а што не ни покажал до сега, е дали има способност да биде популист во тонот. А тоа е она што бара републиканската партија по Трамп. Што и да се случи нареднава година на републиканските прелиминарни избори, Майк Пенс веќе направи историја со тоа што стана прв поранешен американски потпредседател кој директно го предизвикал некогашниот партнер на изборното ливче.